Почитувани наши гледачи, ви велам добре ни дојдовте во уште едно издание на емисијата на Муабет. Сменавме локација, излеговме надвор од нашето студио, ама со една прекрасна причина. Од оваа есенска идила, од овај празник за очите кој што пред се ги нуди ова шаренило околу мене, ќе ви прикажеме еден вистински чувар на времето кој што е стациониран во подрачното оделение на Државниот архив во Охрид. За таа цел, за поводот и за се она што се случува во дворот на Државниот архив, ќе разговарам со директорот на оваа установа. Велам здраво и благодарам за вашето гостопримство, за Никола Митровиќ. Ви благодарам уште еднаш и ви честитам. Добре дојдовте, особена чест и задоволство е да се биде домаќин на редакцијата на Охрид Њуз и се надевам дека преку оваа емисија ќе допринесеме и за поголема посетеност на Охридскиот архив. Се надевам и јас дека ќе го зголемиме интересот за она што ете буквално овде повторно ќе кажам е чувар на времето. Так. Што конкретно на оваа изложба на фотографии може да видат охриѓани сите нели заинтересирани кои што се во градот би можеле да препознаат низ овие фотографии. Така. Имено мора да сватиме една работа. Сите ние кои го акцептираме градот Охрид, дека всушност градот Охрид е навистина богата ризница која изобилува со огромен број на историски и културни процеси. Замислете да сте раководител или директор на еден историски архив во градот Охрид, а при тоа да останете неми пред сите оние фотодокументи, пред сите оние документи кои го прикажуваат нашето минато. Тоа, според мене, е недозволено. Затоа започнавме со една нова процедура, со една нова пракса, а тоа е што повеќе да прикажуваме во јавност одредени документи и фотодокументи. Меѓутоа, тоа не е она што ние го целиме од секогаш. Туку напротив, сметаме не само посетителите да доаѓаат во Охридскиот архив, туку напротив и Охридскиот архив преку одреден модерен тренд во архивистичкото работење, а тоа се урбаните изложби, да постигнеме ефект, односно ние да допреме до сите оние кои што слушнале за архивот. Имено да, еден таков повод е токму оваа би ја нарекол урбана изложба. Изложба урбана бидејќи се наоѓа на отворен простор, во овај период се наоѓа во дворот на Охридскиот архив, меѓутоа набрзо се надеваме дека ќе биде некаде дали по Охридскиот кеј или на Охридскиот плоштад, каде што сите оние кои немаат можност да го посетат Охридскиот архив или дворот на Охридскиот архив, ќе можат оваа изложба да ја согледаат на отворено, односно на споменатите претходно локации. Зашто станува збор? 7 ноември, големиот датум, празник на градот Охрид, денот кога се ослободил градот Охрид и така натаму. Токму ова се мотиви, фотографии кои го прикажуваат тоа движење во тој временски период. Тука ги имаме во првото пано прикажено како изгледал Охрид во периодот пред Втората светска војна. Потоа одреден младински активизам за народно ослободување, текот на народното ослободување, самото ослободување, како и одредени народни херои. Се разбира, оваа поставка е тематска и токму поради тоа содействува со самиот датум и одлучивме да ја направиме. Сега, од ова што можам да согледам, е навистина интересна, посетена, меѓутоа исто така би сакал да потенцирам дека оваа изложба не е за прв пат сега изложена. Морам да им се заблагодарам на сите оние поранешни колеги кои во 70-тите години ја правеле оваа фотографска изложба. Ова е благодарение на нив. Дел од нив се веќе заминати од овај свет, дел се тука и не посетија колку што можат, меѓутоа ние ги пронајдовме во депото во Охридскиот архив и одлучивме покрај тематското прикажување за 7 ноември да им одадеме почит и на оние архивски работници кои што всушност работеле во 70-тите години, 80-тите години во Охридскиот архив и ја направиле оваа богата изложба. Така да ова е само еден вид ретроспектива, меѓутоа со одредено дообјаснување и со одредени нови фотографии. Се надевам дека ќе пронајдеме и такви согледувачи на оваа, би рекол, изложба кои биле
присутни тогаш, а и сега па да се потсетат на едно, би рекол, полувековно делување во културата од Охридскиот архив. Да, тоа и сакав да прашам и да напоменам какви се приказни кријат овие фотографии. Ги видов охридските чунови, ги видов охридските рибари, ги видов младите револуционери, навистина едни спомени низ кои што ако не нели сега охриѓани кои што можеби се уште тука меѓу нас би се препознале нивните предци, нивните се извинувам потомци би се препознале. Се разбира, тоа е и целта и навистина дел од ними можат и веќе контактираат со нас, веќе и ако не се изложени на ова изложба, контактираат да видат дали ние поседуваме нешто од нивниот семеен или личен фонд. Морам да констатирам една работа. Секој од нас треба да биде свесен за културното и историското богатство кое го поседува историскиот архив. Јас морам да напоменам следно, дека историскиот архив навистина е чувар на сите документи. И верувајте, доколку ние не пронајдиме некој документ за вашето семејство, за семејството на вашите гледачи во однос како фотодокумент, ние имаме одредени документи кои со сигурност можат да ги согледаат нивните предци од друг агол. Значи дали се поврзани со имотно-правни односи, со судски односи и така натаму. Верувајте, сите охриѓани, барем дел од ними, можат да дојдат и да пронајдат нешто за нивните предци. До толку сме богати со документи, меѓутоа ние не запираме тука, продолжуваме и понатаму, константно истражуваме, се со цел да пронајдеме уште повеќе документи, со тоа да ги доближиме и новите генерации кон она што значело нивни предци и она семеен континуитет. Споменавте дека изложбава е една ретроспектива веќе од кога се собираат фотографиите од 70-тите години па навака. Имаме ли податок која е најстарата фотографија овде изложена? Значи, овдека се фотографии кои што всушност укажуваат за десувањето во Народно-ослободителната војна. Значи, датираат хронолошки од 40 до 41 година како најстари од оваа тематска изложба, па се некаде до 50-тите години. Меѓутоа, тоа е така поради тематиката. Инаку, ако ме прашувате која е најстара фотографија или најстар документ во архивот, верувајте, ние имаме документи кои датираат од 14 век и тоа е навистина за пофалба и навистина смени од лидерите покрај сите други регионални државни архиви кои имаат еден од најстарите документи. А се разбира, кога станува збор за фотодокументација, постојат огромен број на фондови кои што ги создавале фотографии низ текот на времето, како што е фондот на Никола Герман, фондот на Коста Андоновски и така натаму, фотографии кои навистина се значајни од историски аспект. Ево, ако ми дозволите, последно што беше е предавањето на фотографскиот фонд од Ги Фулон, навистина значаен француски фотограф кој бил фасциниран од убавината на градот Охрид и тука датираат фотографии од 1955-56 година, па се до 1999-2000 година. Меѓутоа, замислете, во тие фотографии и пронаоѓаме навистина она што јас го нарекувам сршта на фотографијата. Например, ги согледуваме куќите на Античкиот театар пред Античкиот театар да биде откриен. Значи, навистина значајни и специфични фотографии кои имаат огромно значење. Исто така би сакал да напоменам дека одредени фотографија и документи не се значајни само поради тоа што го прикажуваат. Ние документите ги делиме и по творателот. Например, замислете да имате едно писмо од Гоце Делчев. Замислете, тоа е во прва категорија. Замислете да имате писмо во кое што се укажува за револуционерниот аспект во Охридскиот регион. Исто така и тоа е од прва категорија. Или замислете да пронајдете некој пишан документ на папирус или пергамент. Значи, тоа е од прва категорија, бидејќи се наведува дека тоа е многу старо. Значи, ние документите ги делиме на онај кој ги создал, каква содржина имаат и нивното време, односно кога настануваат. И од сите тие аспекти ги исследуваме. И навистина, Охридскиот архив е една ризница на пишани културни
богатства кои се надевам дека се повеќе и повеќе ќе допираат до сите генерации, бидејќи не можеме да одлучиме до младите генерации, бидејќи навистина научно-истражувачка цел вршат сите генерации. Ево би го напоменал и би го поздравил господинот Павле Митрески, за кој вие имавте напишана една прекрасна монографија, кој се уште е активен, кој се уште истражува и се уште си го надополнува својот фонд. Што значи, покрај тоа што го истражуваат него, преку неговиот фонд и неговите пишани дела, туку и тој истражува. Знаете, тоа е безценето, ако навистина ја сакат историјата и културата. Така е, навистина, кога веќе го споменавме професор Павле Митрески, неговиот книжевен опус е толку многу огромен и толку многу има оставено зад себе, што мислам дека само се уште ќе треба да се надоградуваат полички во архивот. Да надополниме дека тој беше и директор на архивот и еден од оние кои навистина допринеле за збогатување на фондовите во архивот. Инаку морам да споменам дека како креатор или создавач на Охридскиот архив е починатиот Видое Видичевски, кој навистина исто така, барем јас додека сум раководител на Охридскиот архив, успеав да го превземам неговиот личен фонд и сега сме побогати за уште еден личен фонд, а тој е на основачот на Охридскиот архив Видое Видичевски. Покрај оваа прекрасна изложба на фотографии, уште еден импресивен повод за кој што сме тука, тоа е 70 години нели од Државниот архив. Па еве, веќе го начнавме тоа прашање, како се менувала структурата низ времето на Историскиот архив во Охрид? Да, одлично прашање. Имено, ако по моите научно-истражувачки дејности, Државниот архив на Македонија е основан 1 април 1951 година. Меѓутоа, ако се гледате по документи, тоа ќе видите дека решение за формирање на Охридскиот архив е 3 до 4 дена порано од основањето на она што значи државен архив. Така да Охридскиот архив, ево како една нелогична поставка, меѓутоа е постар од Државниот архив за неколку дни. Охридскиот архив на почетокот делувал како дел од собранието на тогашната општина Охрид, како едно оделение, потоа како оделение во музеот, за подосна да се префрли во она зграда на градска библиотека, која знаеме како сега каде што се наоѓа новото поштаче, кај Охридското пристаниште. За дури 77 година се формира оваа зграда каде што се наоѓаме сега, по проект на Георги Константинов и влегува во скоп на Државниот архив на Република Македонија од 1991 година како подрачно оделение. Меѓутоа, мораме да потенцираме дека самата структура се менувала, така да до 1994 година под би рекол капата на овај архив бил и градот Ресен, потоа со територијални некои измени и така натаму се менува и структурата, така да сега фаќаме еден друг регион. Меѓутоа, на вистина, иако го носи името Охридски архив, го носи бидејќи е стациониран во градот Охрид, меѓутоа го опфаќа Охридскиот регион или Западниот регион. Така. Пред се ќе ви се заблагодарам за овој прекрасен подарок. Вели 70 години Државен архив, печат на времето и светилник за иднината. Да им објасниме на гледачите што држам јас во рацете. Тоа е една монографија која навистина е доста значајна и е наменски направена. Ги содржи сите подрачни оделенија, односно историјатите на сите подрачни оделенија, опфаќајќи го и Охридскиот архив, меѓутоа ја опфаќа и историјата целокупна на Државниот архив. Навистина едно импозантно дело во кое што се наведуваат покрај тоа кој се работел по подрачните оделенија, кои биле директори, кои монографии се издавани, начинот кои изложби се направени и така натаму. Така да е севкупно навистина интересно здание кое кој сака, кој може да дојде во архивот, го даваме и бесплатно, само за навистина да пројават интерес за она што значи архивско работење. Колку има интерес за архивот воопшто? Јас се водам секогаш по статистика.
ако се водиме од тоа дека точно пред една година станав раководител на ова оделение, пред таа година имаше 500 посетители. Што сметав дека не е доволно и што сметав дека треба да направиме некоја иницијатива, иницијална каписла, што повеќе да привлекуваме луѓе. Иако беше период на корона и слично, веќе ова година можеме да се пофалиме со 1200 посетители, што е, би рекол, 3 пати скоро повеќе од предминатата година, така да навистина интересот се зголемува, дури имаме и одредени состаноци со луѓе кои што сакаат да знаат што значи архивистиката, а и со оние средношколци кои понатаму побаруваат можеби совет дали да се запишат на историја со архивистика како посебна бранша во она што значи историја, согледувајќи ги активностите на Охридскиот архив. Така да, ние сме задоволни, меѓутоа не застануваме тука, продолжуваме и понатаму со одредени не само фотоизложби, туку и пишани, би рекол, книжни дела, кои навистина ќе допрат и до охриѓани, меѓутоа и до сите оние кои се влюбеници во историјата. Богатата ризница на активности од Историскиот архив ќе ја надополнувате и понатака со оние урбани изложби кои што ги напоменавте, па еве мислам и дека може да откриеме нешто што се подготвува. Знаете, посебен тренд во архивистичкото работење и во она што значи урбано работење или поблизок сенс со посетителот на архивот представуваат тие урбани изложби. Ние навистина во фотодокументацијата од Никола Герман пронајдовме преубави фотографии на кои што охриѓанки моделираат или се фотографираат на мотори, односно Piaggio Vespa, модели од тој период, некаде 55-56 година, па веќе со еден собственик на мотоклуб, веќе договараме на урбана изложба да прикажеме како низ Охрид се возеле тие Веспа мотоцикли низ времето и таа токму да ја направиме можеби по Охридскиот кеј, каде што ќе бидат паркирани и сите оние влюбеници на Piaggio Vespa моторите, а и ќе може да се гледаат одредени колекционерски фотографии токму со Piaggio Vespa низ улиците, низ тогашните улици на градот Охрид. Навистина интересно, навистина нетипично и тоа ни е нашата цел. Не секогаш да правиме нешто кое е можеби типично и веќе видено, дежаву процес и така натаму, туку да откриваме нови работи, а со тоа и нови посетители и нови влюбеници во архивистичкото работење, како и во архивот во град Охрид. Јас едва ќе чекам таа изложба, навистина ова што го кажувате делува како многу интересна гледка во најава и се надевам дека ќе предизвика навистина голем интерес. Малте не можам слободно да кажам, сигурна сум. Она што ете би можеле да ги предизвикате посетителите да го посетат архивот е галеријата при архивот. Не знам колку охриѓани знаат дека воопшто архивот ја поседува таа галерија, па еве што би можеле да видат таму доколку се одлучат да дојдат? Исто така, кога дојдов на чело на архивот, најдов на еден проблем, а тоа е дека ние всушност немаме галеријски простор. Тоа не значи дека низ времето сме го немале тој галеријски простор, меѓутоа поради депонирање на огромен број архивски документи, токму таа галерија која што се наоѓа од моја десна страна е пренаменета за депо. Така да Охридскиот архив немаше своја галерија. Она што ми беше цел е да не биде типично канцелариски пристап со луѓето кои доаѓаат во Охридскиот архив, туку оние што ќе дојдат да имаат, ако сакаат, време да си посветат на што всушност представува архивот и да архивот има една галерија. Таа галерија успеавме заедно со моите колеги да ја направиме. И сега на врвот или на куповата од ова прекрасно архитектонско здание се наоѓа галеријата на архивот Охрид, каде што имаме две
движечки поставки, односно поставки каде што може да се менува тематиката, фотографии, документи и така натаму, додека една поставка е секогаш статична и таа сведочи за сите оние архивски работници и архивско работење низ текот на времето. Тука ќе можете да пронајдете стари фотографии, тука ќе ги пронајдете дури и столовите на кои што седеле некогашните архивски работници, машините за пишување и така натаму, дури и некои дневници од нивна страна. Така да тоа е една статична, би рекол, поставка, а две имаме во зависност од тоа што сакаме да го прикажеме. Ако не е урбана изложба, тогаш поставките ги поставуваме во галеријата. Така да навистина еден интересен простор, ќе имате можности вие да го видите и вашите гледачи, така да се надевам дека и тоа ќе е мотив повеќе да дојдат и да го посетат Охридскиот архив, бидејќи да повторам и да пратам еден апел, архивот на град Охрид е отворена институција. Во неа се добредојдени сите. Не треба да дојдете да го посетите Охридскиот архив само доколку имате потреба од некој документ или слично. Туку напротив, Охридскиот архив посетете го како музеј на пишани документи. Ете така, навистина убава и прекрасна порака. Сега уште за крај би сакала да ве прашам, својствено на нашата емисија, каде што најчесто нели портретираме ликови, кој е Никола Митровиќ ако не е директор на Историскиот архив во Охрид? Јас сум само еден влюбеник во градот Охрид и ништо повеќе. Не се сметам себе си како прв човек на архивот, туку јас сум тимски играч, секогаш работам со мојот тим, во кој во оваа прилика го поздравувам, а тоа се сите архивски работници. Ако ме прашувате дали би престанал да го сакам овој град Охрид, тоа нема да се случи, колку и некогаш да си добивам штета на себе си од неговата, од љубовта кон него. Меѓутоа, навистина, јас сум само еден, би рекол, не нем влюбеник, току гласноговорник на она што значи љубов кон градот Охрид, бидејќи пишувам и творам за градот Охрид. До сега сите мои пишани дела се токму за градот Охрид, а ќе има уште повеќе кои чекаат во фиока, се надевам дека за брзо време ќе се реализираат. Инаку, кога се однесува за Историскиот архив, јас сум еден од еднаквите. Ви благодарам за разговорот и ви посакувам уште многу успешна и плодна работа. Ви благодарам и добре дојдени сте секогаш во оваа куќа, така да ја наречем. Благодарам. Почитувани, ви благодарам и вам за одвоеното време и се надевам дека навистина ви донесовме едно импресивно доживување од просториите на Историскиот архив во Охрид. Ќе ве поканам и јас да ја посетите оваа установа, која што, како што и се напоменува во оваа монографија, е печат на времето и светилник на иднината.